Почитувани пријатели, ви посакувам Божји благослов, Бог да биде со вас и да ве благослови изобилно. Денес мојата тема гласи искушенијата и верникот. Апостол Павле во Ефесјаните 6 глава, 12 стих вели вака: Зашто нашата борба не е против крвта и телото, туку против началствата, против властите, против светските владетели на темнината на овој век, против духовните сили на злото во небесните места. И потоа продолжува и вели: затоа земете го сето Божјо оружје, за да можете да се браните во лош ден, и откако ќе свршите се, да се одржите. Сатаната, тој е нашиот непријател, против кого ние се бориме. Сатаната ги искушува верните Божји деца на сите можни начини и може, доколку не сме будни, да го направи христијанскиот живот потполно бескорисен и неделотворен. Тој е во состојба да ви го представи овој свет во една добра амбалажа, привлечен за вашите очи и за вашите желби и за сите походи. Па така, измамени, да заборавите на Бог и на она што сте го ветиле пред Него. А во други случаеви, тој може да им го представи христијанскиот живот дека е со секакви опасности, со секакви губитоци во општеството само ако станеш христијанин. Мнозина се измамуваат на првото искушение, затоа што успеал секуларниот живот да им го представи дека е позабавен, поинтересен, за разлика од она што им го нуди христијанството: читање Библија, одење на служба, сведочење, а од сведочењето се изродуваат разни потешкоти, напади, негирање на твојата личност и така натаму. Но за да не паднеме во неговата стапица, ќе дадам неколку упатства и добри совети за сите христијани. Како прво, заштитата што ја нуди овој свет во кој ние живееме, во суштина не го заштитува христијанинот од зло и не може да ги зачува верните Божји деца од опасностите на гревот или да им направи добро во однос на душата. Дури голема сума пари не може да ги излечи луѓето од потешки болести. Колку и да имаш, колку и да си моќен, тоа не може да ја усреќи твојата душа. Читаме за такви познати милиардери, кои покрај се што имаат толку големо богатство, тие се дрогираат и паѓат во разни искушенија. Сила, слава и пари не можат на никого да му помогнат во време на духовна потреба, затоа што душата си има духовна потреба. Кога веќе си открил или знаеш дека е така, зошто да дозволиш овие нешта да те држат во робство и да си подалеку од Бог кога знаеш дека тоа е за твоја духовна штета? Значи, тоа е првото. Овој свет не може да ти биде од полза ако му се предадеш. Второ, се што постои во овој свет само по себе е празно и безвредно. Ништо не може да ја исполни душата. Например, мудриот Соломон, кој проба се, во книгата Проповедник е запишано вака: каква е полза на човекот од сиот негов труд во кој се труди под сонцето? Тој прашува, но дава и одговор: никаква полза. Или самиот Исус што рече: каква полза на човекот ако го придобие целиот свет, а ја изгуби душата? Што значи, одговорот на оваа прашање тој го дава во целата негова книга и вели дека ништо не може да ја задоволи вечната душа. Со она што е превремено, она што се гледа и што е пропадливо. Тоа е така затоа што душата, нашата душа, е вечна, а телото е привремено. Така што овој свет не може да ја усреќи твојата душа. Трето, се што е во овој свет е несигурно. Не можат предметите, се што не обкружува, да го направа човекот да биде среќен. Апостол Павле ги советува богатите да не се надеваат на богатството, привременото богатство, со зборовите: тие што имаат богатство на овој свет, заповеда им да не се гордеат, ниту пак да се надеваат на него, туку во Бог кој на сите им дава се што им е потребно.
Тоа е запишено во 1 Тимотеј 6 глава 70 стих. Ако се надеваме на богатство, тоа лесно може да го загубиме со смрт или на друг начин. Тоа нема можност да му го спаси животот од вечна смрт на оној кој го поседува. Како четврто, се што е привлечно на овој свет, иако не изгледа дека е опасно, сепак може да биде штетно за нашата душа. Зошто? Затоа што сме наклонети лесно да грешиме кога имаме изобилен живот. Израелците на почетокот, кога излегоа од египетското робство, се радуваа за својата слобода. Но кога се нахранија и кога Бог им даде доволно се за нивно уживање, тие го отфрлија и се побунија против него. Тоа е таа опасност која ќе бидеш во се задоволен од овој свет и кога како грешник ќе почнеш да се одвраќаш од Бог. Тоа не мора да биде класично бегство од Бог, туку занемарување и отфрлање на Божите вредности во замена за се што е грешно во овој свет. А тоа може да биде од прилика вака. Имаш црква, не ти се оди во црква. Имаш Библија, не ти се отвара Библијата. Можеш на некого да му посведочиш за Бог, не ти се сведочи. А се сметаш себе си дека си христијанин. Тоа е знак дека твојот став кон Бог не е исправен. Потоа, како петто, Библијата учи дека верните Божи деца треба да ги држат вечните вредности и да се стремат кон нив со цела душа и со цело срце. Луѓето во Стариот Завет копнеа со вера во Бог за вечната и подобра татковина небото. Тоа е запишено во Евреите 11 глава 16 стих. Тие ја посакуваа небесната земја и не се надеваа на атрактивноста и на она што можат да го постигнат во овој свет. На ист начин, такви треба да бидат и денешните христијани, доколку сакат да му угодат на Бог кој ги љуби. Тогаш ќе имаат радост, мир и ќе очекуваат својата небесна круна или венец на праведноста, за кој зборува апостол Павле. Сега ми е приготвен венецот на животот. Шесто. Вистинската среќа не се наоѓа во овој свет. Колку и да сакаш да бидеш среќен во овој свет, нешто ќе те унесреќи. Таа зависи среќа само од Бог и од ништо друго. Да го познаваш Бог е најдобрата привилегија што ја имаш во овој живот. Таа привилегија не е заменлива со ништо друго. Да бидеш среќен на оваа земја е најдрагоцениот подарок од Бог. Затоа изразот во проповедта на гората што Исус го употребува блажени се чистите по срце, блажени се миротворците, тоа всушност значи среќни се таквите луѓе, задоволни се таквите луѓе. Иако живееме во долината на солзите, така да речам, пак можеме да уживаме во среќа со Бог преку Светиот Дух. Среќата на верните Божи деца е од духовна природа, бидејќи Бог им даде вечен живот и им ги прости сите гревови. Има ли поголема среќа и радост од тоа? Како седмо, човечката душа и секој човек е многу повреден од вредностите на овој свет. Ние сме создадени според Божјиот образ и лик, и кога сме создадени според Божјиот лик и образ, ние имаме вредност. Таа вредност не може да се замени со она што е пропадливо и невечно. Кога Божите верни деца ги сакаат повеќе предметите, да речем, тоа значи дека не се вреднуваат доволно самите себе. Човекот е создаден за многу повредни и корисни работи, а не за она што е милливо. Секој човек е создаден да има комуникација со Бог, да го запознае Бог како негов татко, да се радуваат со него и да ја очекуваат вечноста. Затоа Божите верни деца, наново родени, не треба да потпаѓаат на искушението дека земната среќа е поважна од небесната. И како што реков, што полза на човекот ако го придобие целиот свет, а ја изгуби душата? Како осмо, Сатаната сака да ги исплаши Божите верни деца, дека доколку му се предадат целосно на Бог, ќе имаат неволи и постојано ќе бидат искушувани и несреќни.
Таа негова тактика е со цел да ја уплаши совеста. Дека служењето на Бог е всушност ризик за тебе, за мене, за семејството, за децата. Не паѓај на тоа искушение. Какво и да е искушението, треба да се има предвид, дека ништо не може да му наштети на верникот кога е во Божја близина, кога гревот му е простен и се радува во Светиот Дух, имајќи мирна совест. Затоа, почитувани, треба да внимаваме повеќе на она што го чувме, за да не отпловиме во погрешен правец. Зашто, ако зборот изговорен преку ангелите се покажа цврст, и ако секој престап и секоја непослушност прими праведна отплата, како ќе избегаме ние ако занемариме толкаво големо спасение, кое почна со Господовото проповедање, а кое е потврдено на нас од оние кои го чуле откако Бог го посведочи со знаци, со чуда, со разни сили и со раздавање на Светиот Дух според својата волја. Да, сите овие искушенија што ги имаме во овој свет, да не привлечат и да не одвојат од Бог, можеме преку силата на Светиот Дух да се спротивставиме и да го чекаме Божјото царство, да го чекаме Исус од небото. Тој наскоро ќе дојде. Нему слава во сите векови. Амин.